Со кршени светилки, уништени огради и демолирани детски реквизити. Ваква е сликата низ радовишките села, каде во последниве години се градеа забавно-рекреативни детски качиња и повеќе наменски спортски игралишта. Беа инвестирани околу 50 на милиони денари, но заради човешка негрижа, речиси сите се далеко од функционални. Ова е детското игралиште во населеното место Ињево. Очена е сликата. Речиси ваква ситуацијата во сите останати детски игралишта и повеќе наменски во општина Радовиш. Општинските власти тврдат дека вкупната штета изнесува околу 30.000 евра. Жителите на Радовишко Ињево бараат воведување на чуварска служба или поставување видеокамери за да се заштити урбаната опрема. Тврдат дека детскиот парк го уништувале помладите. Треба да се направат да бидеме активни сите, да го заштитиме тоа што е направено. Значи, некој го направил, а сега некој го руше. Значи, не треба така. Само скрие на камера и глоба, тоа е 50 евра. Тъп, залип му 50 евра, нека е 50, доста е. Еднъж платили да видиш дали там ќе фрди ѓубре. Нешто ако се откоре некоја плочка да се стави друга и така да се одржава. Тук има доста млади дечка, Ињево не е мало село, Ињево скоро 2000 жители. Ние треба, они се наприли човек, наприли убаво. Ние треба се одржаваме. По налог на градоначалникот на Радовиш направено е скенирање на состојбите во сите детски паркчиња и игралишта во градот и населените места. Бил констатиран невиден вандализам. Општина Радовиш ќе плати проект, ќе плати и опремата за изработка еден GPS сателитски систем кој ќе биде од полза не само на општина Радовиш, туку јас сметам дека тука и органите за безбедност ќе бидат на некој начин запознаени. Јас како градоначалник апелирам до граѓаните на општина Радовиш, кои мислат добро на општина Радовиш, сите овие вандализми, ако ги увидат, да ги снимат, да ги пратат на градоначалникот на мобилен телефон, градоначалникот слободно ќе ги објавува. Општината, освен воведување на GPS видеонадзор, планира детските качиња и игралишта во кои се потрошени народни пари да ги додели на местните заедници и училиштата, тие да се грижат и да ги одржуваат во наредниот период.